Утрински стихови од Библијата. 26 октомври. Одете без страв. А Господ ми одговори: не зборувај дете сум, туку оди кај оние кај кои те праќам и речи им го се она што ќе ти заповедам. Еремија 1:7. Бог престојува во секое живеалиште. Тој го слуша секој изговорен збор. Ја слуша секоја молитва што му се упатува. Ги вкусува тагите и разочарувањата на секоја душа и забележува како се однесуваме кон таткото, мајката, сестрата, пријателот и соседот. Тој се грижи за нашите потреби, а неговата љубов, милост и благодат континуирано течат за да ги задоволат нашите потреби. Но ако Бог го нарекувате свој татко, вие со тоа признавате дека сте негови деца, кои треба да ги води неговата мудрост и кои треба да бидат послушни во се, знаејќи дека неговата љубов е непроменлива. Вие ќе го прифатите неговиот план за вашиот живот. Колку пати оние кои и верувале на Божјата реч, иако самите по себе сосема безпомошни, обстојале против силата на целиот свет. Енох, чист во срцето, свет во животот, држејќи се цврсто за својата вера во победата на праведноста, наспроти расипаната генерација која му се подсмевала. Ное и неговиот дом, наспроти луѓето од нивното време, луѓе со најголема физичка и ментална сила, но морално најрасипани. Давид, момчето овчар, на кое Бог му го ветил престолот, наспроти Саул, тогашниот монарх, одлучен да ја задржи својата власт. Седрах и неговите другари во огнот, а Навуходоносор на престолот. Даниел меѓу лавовите, неговите пријатели на високи положби во царството. Исус на крстот, а еврејските свештеници и владетели, кои дури и римскиот намесник го принудиле да ја исполни нивната волја. Павле, окован во синџири, воден да умре со смрт на злосторник. Тие се вистинското благородништво на светот. Тие се неговата царска лоза. Во оваа лоза, младите на денешнината се повикани да ги заземат своите места.